Некои култури, како што се памук, репка за македонското земјоделие, безмалку трајно се загубени. Причината за ова, според професорот Љупчо Михајлов, е следнава. Шекната репка многу тешко дека ќе се врати, но тука е генерален проблемот. Памукот пак се ова истиот проблем, значи немаме потребна механизација, пред се за прибирање. Порано памукот се прибирал рачно на помали површини. Сега тоа е неможно, бидејќи во светот се работи на големи површини со специјални машини за комбајни за прибирање на памукот, а тоа во Македонија го нема, што не значи дека не може и да се организира. За разлика од споменатите, за Афионот шанси да се врати на полинијата има, особено што Министерството за земјоделие за производителите обезбеди дополнителен стимул, нагласува Михајлов. Афионот лично моје мислење дека има перспектива, затоа што има фабриката Алколоид, која што е спремна во секој време да откупува суровини за преработка негова, но малку тука има и незаконски бариери заради тоа што се потребни посебни дозволи за да се отпочне производство на Афион, бидејќи имало примери во минатото дека се злоупотребува, се реже нелегално. Со националната стратегија за земјоделие, проектите финансирани од Европската унија, насоките за модерното земјоделие се јасни, но традиционалниот став кон некои култури се уште е доминантен. Ова е причина голем процент од земјоделците да бидат непродуктивни, обезбедуваат ниски приноси и се осиромашени, појаснуваат експертите.